Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Неодамна читав една историска книга за тоа каде се наоѓал светот веднаш по Втората светска војна, за што се случувало на светската сцена во таа 1946 година и меѓу многуте историски факти, значи случувања од тоа време. Книгата имаше и вистински животни приказни, кои што онака баш и дава длабочина и боја на самата книга. И една приказна што прилично ме погоди е за тоа што се случувало, например, кога се затвараат логорите, наци концентрационите логори, кога се ослободуваат многу воени, заробеници, за каква голема миграција настанува во тоа време. Не само што евреите почнуваат да се враќаат, ослободените евреи се враќаат во своите места, во своите градови, туку и сите други кои што биле заробени. И во таа голема миграција имаше една приказна за еден човек кој што се изгубил семејството, жената, децата, излегува од логори, буквално нема ништо на останато на овој свет и некако успева да се врати до својот дом во Полска. Доаѓа во куќата, а таму веќе се населило, му ја преземало таа куќа некое семејство и тој целиот после сите тие травматски искуства доаѓа дома, чука на вратата и излага еден човек и буквално доаѓа да расправија и коментарот е: аха, па баш сега тебе те чекавме, уште ти ни требаше и така натаму. И тој човек буквално се повлекува во блиската шума и се беси и се самоубива. И тоа не е приказната само на евреите кои што ја преживуваат војната, тоа е слична судбина, тешка судбина доживуваат и германците кои што се малцинство во соседните земји, како во Полска или во Чешка. Трагични, се на се тоа се едни трагични времиња со многу страдање, со многу смрт, со многу убиства. И таа приказна на некој начин, до некој степен ме потсети на романот за кој што сакам да зборувам во ова видео, тоа е романот Роб од Исак Башевис Сингер. Тоа е еден многу познат писател евреин кој што е роден во Полска, меѓутоа подоцна пребегнува во Америка, пишува целиот свој живот, пишува на јидиш и самиот учествувал во преведување на неговите дела на англиски јазик. Во 1978 година Сингер ја добива Нобеловата награда за литература, пишува романи, пишува раскази, меѓутоа овој роман Роб се смета за еден од неговите најдобри романи. Ова е во издание на издавачката куќа Полица и преводот од англиски е на Владимир Ристевски. Зошто велам дека ова ме потсети на таа ситуација? Евреите низ вековите, не само за време на Холокаустот, доживувале многу прогонства, многу погроми. И Сингер секако, затоа што и самиот евреин се занимава со еврејски теми и ова действието на овој роман се случува по еден голем таков погром кој што го доживуваат евреите во Полска, кога се настанува еден козачки бунт, значи зборуваме за негде 1648 година, тие години од 17 век во Полска. Исто во тоа време, да не забораваме, се случуваат и се одвива и големата 30 годишна војна, една од најкрвавите војни во историјата. И действието почнува, Сингер го почнува овој роман со еден човек по име Јаков, кој што е учен човек, евреин, кој што се е учен во Тората, во еврејските списи од јудаизмот. Меѓутоа, после тој погром ги губи жената и децата и завршува како роб кај еден пољак во едно село. И тој, иако е учен, мудар човек, завршува како чувар на неговите крави и добар дел од годината го поминува горе во планината, над селото, живејќи многу беден живот, работејќи за овој човек. Меѓутоа таму, додека работи таму, тој на некој начин и ужива во својата осама, ужива во таа изолација, ужива во природата, во реките околу него. Иако постојано околу него луѓето знаат дека е евреин, постојано го демне опасности, во секој момент може да решат селаните и локалците да го убијат. Меѓутоа ќерката на овој човек кој што го има него како роб, како слуга кај него, која што исто така
е разведена, едноставно е влюбена во овој човек, меѓутоа и едноставно ја искажува незината љубов кон него, меѓутоа тој смета дека евреин не смее да се меша со не еврејка, со Ариевка, како што се опишени тука. Пољаците едноставно цело време се држи религиозно до својата страна, дека не смее да попушти на желбите на телото или на страста и да биде со оваа жена, иако оваа жена му се допаѓа. Значи, ова е на самиот почеток на романот и ќе видите каде Сингер ќе го однесе овој роман. Раскажувањето е многу убедливо, приказната е многу интересна, трагична е во голема мера, меѓутоа има и комични моменти. И оно што би сакал во ова видео, нема да има никакви спойлери, туку сакам да ви дадам неколку нешта кои што може да ви помогнат за разбирање и да ви дадат контекст за ова дело и кои се можеби главните теми со кои што Сингер се занимава. Затоа што и самиот Сингер, ако не се лажам, на почетокот на својот живот бил учен човек во јудаизмот и ги познавал еврејските списи, и тој и како инсайдер знае да многу добро да ја опише борбата на овој човек, на овој учен човек кој што се нашол во такви околности, подоцна животот ќе го однесе на повеќе места и ќе доживува уште поголеми трагедии од онаа што ја доживеал на самиот старт на романот. Како послушен евреин, Јаков не сака да му сгреши на Бог, сака да се држи до сите тие правила на Тората, на Мишната, на Талмудот. Значи тој ги запишува, пробува да ги памти, меѓутоа сепак фрлен во ситуација каде што не може како човек да не си поставува прашања. Сака да поставува прашања зошто е во таква ситуација, сака да се сомнева, меѓутоа ги потиснува тие нешта. На едно место пишува прашањата што ги поставуваше за провидението станаа се поостри и потемелни и свати дека е изгубил моќта да престане да ги поставува. Значи, него животот го фрла во такви околности и станува збор за учен човек, мудар човек, и тој не може да си ги поставува, не може да престане да си ги поставува прашањата зошто провидението, зошто Бог дозволил да се случуваат такви погроми, зошто дозволил да неговото семејство биде убиено и зошто дозволил да заврши тука како роб кај овој човек. Во еден друг текст понатаму во романот вели: делата небесни му беа видливи. Секоја светлина се движеше по неговиот пропишан пат и ги извршуваше своите функции. Идеите кои ги имал како момче му се вратија. Замисли да има крилја и да лета во еден правец за секогаш. Дали ќе стигне до крајот на Вселената? Но како може Вселената да заврши? Што имаше понатаму? Или материјалниот свет е бесконечен? Но доколку е, тогаш бесконечноста се протега на исток и на запад. Но како може да има бесконечност два пати? А што е со времето? Како може дури и Господ да нема почеток? Како може нешто да биде вечно? Од каде потекнува се? Овие прашања беа дрски, беше свесен, недозволиви и го туркаа прашувачот кон ерес и кон лудило. Овој човек, Јаков, е растргнат меѓу желбата да му угоди на Бог, да биде послушен евреин, кој што ќе се држи до сите еврејски закони. Меѓутоа, од друга страна, неговото тело вели нешто друго. Неговото тело ја посакува Ванда, сака да биде со неа, едноставно ја љуби, меѓутоа одлучува и покрај сите овие прашања да се држи до неговата религија, да се држи до неговата вера. Но ќе видите што ќе се случи, како Сингер ја држи таа тензија постојано низ романот, меѓутоа ќе видите дали овој човек ќе успее да се одржи до своите уверувања, убедувања, или ќе живее во постојана свесност за својата слабост, за својата телесност, на некој начин религиозно кажано, и неговата желба да му угоди на Бог, постојано измачуван, постојано со борба во неговата совест по овие прашања. Она што е друго интересно за контекстот на овој роман и она што е многу мощно очигледно е тоа што Сингер намерно ги представува тие луѓе, тие селани како нецивилизирани, речиси како пагани, ако тоа се христијани, кои што веруваат се суеверни, веруваат во духови, веруваат во секакви демони, кои што не треба да ги вознемират, да не им направат некакво зло. Значи, полни со суеверие,
речиси на моменти како Сингер како светот на магичното, на тие вештарки, самовили, демони, духови, како да се испреплетува, како да се поклопува со светот на реалниот свет во кој што ги гледаме овие ликови. И на некој начин, на некој место тоа е и комично, ги прикажува тие луѓе, наспроти тоа ги прикажува евреите како луѓе на писмото, на ученоста, на словото, кои што се држат до одредени правила, се поцивилизирани. Меѓутоа, од друга страна, Сингер не останува на тоа, туку напротив го изложува и еврејското лицемерие со тоа што и кај нив и во таа еврејска заедница, тој град Јосефов, ќе ги укаже нивните слабости, нивното лицемерие, нивната алчност, дека и тие меѓу себе многу често се експлоатираат едни со други. Прикажен еден моќник тамо, еврејски моќник, кој што управува со местото, како ги злоупотребува луѓето, како ги експлоатира. Значи, Сингер не го прикажува црно-бел, не ги прикажува црно-бели нештата во овој роман, па да ги пољаците да ги прикаже во една светлина, додека евреите да ги прикаже во друга светлина. Меѓутоа, тој и на обете страни на некој начин ја разобличува, ја разоткрива лошотијата, суеверноста и злото кај обете страни. Значи, ова е многу драматична приказна, действието ќе ве повлече, љубовна приказна, тука се спомнуваат и Ромео и Јулија, меѓутоа ова е многу поневозможна и многу потешка љубов од таа на Ромео и Јулија, барем така пишува тука. Она што можеби е слабост на романот е што ликовите се малку типизирани со тоа што има и алузии на библиски случувања, каде што алузија на приказната, каде што Авраам оди во Египет и лаже дека Сара му е жена и вели дека му е сестра. Приказната на каде што Јосиф е продаден во робство и завршува во Египет. Значи има некои паралели што може да се извлечат со некои библиски истории. Тоа е можеби малку очигледно. Ликовите знаат да бидат малку дводимензионални, како што кажав, типизирани, меѓутоа сепак ова е една одлична приказна од почеток до крај. Јас навистина уживав во овој роман Роб од Исак Башевис Сингер. Ви го топла препорака за овој роман, мислам дека нема да сгрешите ако го прочитате. Чувајте се, не заборавајте да стиснете лайк и сабскрајб на каналот ако ви се допаѓа содржината, да ме заследите на Facebook и на Instagram и се гледаме со наредно видео. Чао!